Мораме да ги рестартираме заборавените енергетски проекти како Чебрен и Галиштеот и потребата од струја на светско ниво ќе расте. Ова го порача премиерот Христијан Мицкоски од Светскиот економски форум кој што се одржува во Давос, Швајцарија. Мицкоски во видео обраќање истакна дека имал многу успешни и инспиративни средби со голем број мултинационални компании, на кои било разговарано за теми од областа на енергетиката, здравството и високата технологија. Тој стави посебен акцент на панелот за енергетика, каде тој бил активен учесник и говорник, заедно со секретарот за енергетика на Соединетите Американски држави Крис Рајт. Во годините кои што следат, потребата од енергија во светот ќе расте. Но 2,5 пати побрзо ќе расте потребата од електрична енергија. И тука ние како Македонија, како држава не смееме да бидеме нем наблюдувач, туку треба да бидеме активен чинител и активен учесник. И тука повторно треба да ги рестартираме сите оние можеби заборавени енергетски проекти во минатото, како што се Чебрен и Галиште, Бошков мост и останатите. И да го понудиме потенцијалот за инвестиции во обновливи извори на енергија на голем број од инвеститорите кои што покажа несомнен интерес. Според Мицкоски, во следните 10 години на светско ниво треба да бидат изградени капацитети што ќе произведуваат вкупно 40.000 терават часови електрична енергија. Вели тоа е 5.500 пати повеќе електрична енергија од она што сега го троши Македонија и приближно онолку колку што САД, Канада, земјите членки на Европската унија и Јапонија сега трошат заедно. Развојот на човештвото ќе опфаќа развој на вештачка интелигенција, а со тоа и центрите за податоци или така наречените дата центри кои што работат не на енергија, туку на електрична енергија. Тоа се трите факти кои што се многу важни и ние како држава треба тој чекор да го следиме и во таа насока да ја развиваме нашата економија. Мицкоски порача дека мора да го диверсифицираме нашето портфолио и од економија која што се темелеше на развој на автомобилската индустрија да станеме значаен чинител во енергетиката.